Од понеделник потврди за разни ортопедски, слушни, очни и заботехнички помагала за кои не треба оценка од лекарска комисија. Ке може да заверуваат и издаваат лекарите специјалисти и матичните лекари. Со тоа пациентите нема да имаат потреба за заверка на потврдата, да одат на шалтери на Фондот за здравствено осигурување, туку ќе можат веднаш да го подигнат помагалото. Ова го овозможува најновата електронска услуга од пакетот услуги кои ќе бидат воведени во февруари. Заверената потврда ги содржи сите информации за осигуреникот, за порачување и испорака на помагалото, цената на помагалото и за партиципацијата доколку ја има. Ова убава работа е. Убава работа е да решиме директно, да не чекаш. Меѓутоа, кај матичниот, меѓутоа дали тој ќе се спроведи. А ако се спроведи, е во ред. Добро е така, има луѓе поќе инвалиди што му требаат помагала и добро е кој има во истата заедница, мислам, општина, такви лекари и помагалата да се тука, за да можат луѓето да си ги земват, да си користат. Пак треба да се закаже и термин, нема на шалтер. Во ред ја, ама не е кузна. Ова е чекањето со мојот термин повеќе. Да бе, добра идеја, супер. Добро е, за пациентите е добро. Сега за здравството, што знам како ќе биде, ама за пациентите не чека, иначе ќе те враќа од болница назад кај докторот, кај матичниот, ќе те шета цел ден за една потврда да земиш. Ми се чини така директно да дават, порно за пациентите, обично постарите луѓе земат помагала. Не треба да се шетат низ цел град за една потврда. Поубаво ќе види, не на шалтер. На старата популација да се дадат тие лекарства, поготово за притисок, за тие на кои што е потреба, а тие лекарства се доста скапи. А ова е добра идеја, добра идеја. На товар на фондот се одобруваат вкупно 355 типови ортопедски помагала, односно 1373 помагала од различни производители. Тоа значи дека услугите за кои граѓаните доаѓаа на шалтери, чекаат, трошеа време, пари за превоз, сега истите ќе можат да ги остварат по електронски пат.